Благодарам председателке, почитуван заменик министер за финансии, почитувани представници на Министерството за финансии. Од срце сакам да ви се заблагодарам за тоа што го прифативте овој амандман. Имено денес разговараме за амандман кој се однесува за отварање на 2 згрижувачки центри за жртви на семејно и родово базирано насилство. И со прифаќањето на овој амандман како членка на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите и како членка на клубот на пратенички ви се заблагодарувам во името на сите членки за тоа што покажавте дека ова е прашање што не треба да биде предмет на политички пресметки, туку е прашање на човечност, одговорност и институционална грижа. Затоа сакам да истакнам дека владата континуирано покажува дека заштитата на жртвите од семејно насилство е еден од нејзините приоритети. Не случајно во ребалансот на буџетот доминира токму социјалната компонента. Најголем дел од расходите се насочени кон заштита на животниот стандард на граѓаните, кон социјалната сигурност и кон поддршка на најранливите категории. Со ребалансот се обезбедува дополнителни 1,3 милиарди денари за социјални надоместоци, средства за заштитни друштва, за народни кујни, како и за мерките за деинституционализација. Истовремено, буџетските средства за плати и надоместоци се зголемуваат за 1 милиарда и 128 милиони денари, со што се обезбедува реализација на колективните договори по квалитетно функционирање на институциите кои што секојдневно работат со граѓаните. Во првите 5 месеци од годинава за поддршка на ранливите категории граѓани, преку социјална помош се исплатени 6,3 милиарди денари, а за здравствени услуги и здравствени надоместоци се реализирани 2,1 милиарда денари и дел од ова излагање е одговор на прашањето каде се парите или нема пари за и така натаму. Овие бројки покажуваат дека владата не зборува декларативно за социјалната политика, туку вложува конкретни средства за подобрување на системот на заштита. Почитувани, борбата против семејно насилство не завршува со донесување на законите, таа продолжува преку изградба на институции, достапни услуги и навремена поддршка за секоја жртва. Токму затоа, отварањето на нови згрижувачки центри представува чекор напред во обезбедувањето на времена психосоцијална, здравствена и институционална поддршка за лицата на кои таа им е најпотребна. Повторно ќе кажам, како пратеничка и членка на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите и членка на клубот на пратенички, верувам дека секоја жртва мора да знае дека државата стои зад неа и дека институциите се подготвени да ја обезбедат заштита, сигурност и можност за нов почеток. Токму затоа, кога станува збор за мерки што го зајакнуваат системот за заштита на жртвите, владата покажува дека знае да препознае добри предлози и да постапи одговорно. Прифаќањето на овој амандман е уште една потврда дека ова парламентарно мнозинство не гледа на амандманите низ призма на тоа кој ги предложил, туку дали се во интерес на граѓаните, дали придонесуваат за подобрување на јавните политики и секако дали се возможни да се реализираат. Кога станува збор за достоинството, безбедноста и заштитата на граѓаните, особено на жените и децата кои што се жртви на насилство, не смее да има политички калкулации. Со прифаќањето на овој амандман ќе се создадат услови за отварање на 2 нови згрижувачки центри во региони каде што во моментов постои недоволна достапност на специјализирани услуги за жртвите на семејно насилство и на тој начин ја приближуваме институционалната заштита до граѓаните и обезбедуваме порамномерна регионална покриеност. Затоа го поддржуваме овој амандман, убедени дека со тоа правиме уште еден чекор кон поефикасен, похуман и подостапен систем на социјална заштита за сите граѓани. Ви благодарам.